Добро вечер, второ издание на Дневникот на Канал Плюс. Иве дел од настаните. Поволни кредити до 23.000 евра за бизнис идеја за сопствена компанија или за нови вработувања во постоечка фирма. Аплицирањето за оваа владина мерка е до крајот на јули. По вработувањето на волонтерите во детската градинка Вера Цирилири во Штип, волонтерите и во Стибовите градинки добија решенија за вработување. Започна уредувањето на локалитетот Лџи во Штипско Ново село. Топлите води на Кежовица во овој култен простор за штипјани ќе добие лик каков што заслужува. Четири нови огласи од владините мерки за поддршка на вработувањето објави Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување. До крајот на месецот компаниите и невработените може да аплицираат за поволни кредити од 5 до 23.000 евра за само вработување и отворање на нови работни места. Од денес е во тек огласот за вработување со кредитирање, кој ќе трае до крајот на месецот. Заинтересираните преку ваквите поволни кредити можат да добијат од 5 до 23.000 евра. Во соработка со Македонската банка за поддршка на развојот, Агенцијата за вработување, Министерството за труд и социјална политика, од 2007 па наому ја реализираме мерката за кредитирање, за отворање на нови работни места во постоечки компании, мерката за кредитирање за само вработување. Се работи за навистина поволен кредит кој што можат да го земат сите оние кои што имаат бизнис идеја за да формираат собствена компанија или пак постоечките компании за да отворат нови работни места. Можат да го искористат кредитот по поволни услови со само 1% каматна стапка и грејс период од 1 до 1,5 година и рок за враќање од 5 до 7 години. Можат сите слободно кои што се заинтересирани да дојдат во просториите на Агенцијата за вработување, во центрите за вработување за да ги добијат информациите за начинот на аплицирање и за начинот на кој што можат да ги искористат овие поволности. Аплицирањето ќе биде во 2 дела, со цел оние што први ќе аплицираат да не мораат да чекаат цел месец, за да им се даде можност и на други заинтересирани постоечки фирми. Со оваа владина мерка во изминатите години се отворени над 4200 нови работни места. Решенија за трајно вработување добија денес 23 волонтери во Стибовите градинки во Штип. Во наредниот период ќе се трансформира работниот однос и на останатите волонтери кои ќе ги исполнат условите. Со вработување на волонтерите кадровски е екипирана детската градинка Стибо. 23 волонтери од детската градинка Стибо денес добија решение за трајно вработување. После градинката Вера Цирилири трена и на волонтерите во оваа градинка ќе им се трансформира работниот однос од волонтерски во работен. Голема благодарност до владата на Република Македонија и Министерството кој што ги ислуша нашите барања, кој што ја свати сериозноста на и одговорноста на оваа работа која што ја работе овие волонтери. Од моје лично име, од име на сите вработени, благодариме што досега издржаа за толку ниски примања да ја работат оваа толку тешка и одговорна задача и еве конечно тоа се исплати. Денес ги добија решенијата, очекувам во натамошниот период и оние вработени кои што се на договори да ги трансформираме преку законот за трансформација, така да конечно градинката Стибо ќе добие еден голем решен статус од страна на вработените. Договорите за траен работен однос се од големо значење за волонтерите, бидејќи ќе им се реши животно прашање. Тие велат дека кога тоа што го работиш на вистина го сакаш, тогаш и чекањето се исплати. Чекавме долги години и ете се дојде и тој ден, денеска го дочекавме и тој среќен момент за сите нас. Значи, после неколку години чекање, конечно дојде денот да го подпишеме решението за неопределен работен стаж во оваа градинка. Значи, чувството да се работи со деца и чувството да се работи во градинка е нешто најдобро и нешто најубаво.
Тоа се нашите најмили и нема зборови што може да се опише среќата за да се работи тука и чино со тоа што добиме решение конечно да се реши нашиот статус. Со вработување на волонтерите, а стибовите градинки кадровски се екипирани. Наскоро вработување треба да има поради заминувањето во пензија на неколку вработени. Општина Штип започна со реализација на проектот за уредување на локалитетот Лџи во Штипско Ново село. Овој извор на топла вода од Кежовица ќе се уреди со соодветна пристапна пешачка патека, а ќе се заштити и самиот извор од можно излевање на водите на река Брегалница. Ова е прва сериозна санација на лџите, која општината ќе ја чини околу 30.000 евра. Почна уредувањето на просторот околу термалните извори Лџи во Штипско Ново село. Според проектот изготвен од страна на општина Штип, целиот простор ќе добие нов изглед, ќе биде уреден во стилот на интересна дестинација на туристичката мапа на Македонија. За време на викендот, општина Штип започна со проектот за уредување на изворот Лџи во Ново село. Значи, преземен е зафат со кој што ќе се уреди целиот овој локалитет и кој што ќе го добие соодветниот лик, она како што заслужува на еден објект кој што има историска и културна и било каква важност за општината и за градот. Инвестицијата се движи до околу 20 до 30.000 евра и се очекува некаде до средината на месецот истата да биде завршена. Ќе се направи патека која што ќе води до лџите, ќе се уреди самиот локалитет, односно извориштето, а и ќе се направи обид да се заштити целиот локалитет од можно излевање на река Брегалница. Целиот зафат околу реконструкцијата на овој значаен бисер од минатото на Штип ќе изнесува околу 30.000 евра. Инаку со Кежовица и лџите се поврзани низа настани, приказни, легенди и песни. Култот кон нив штипјани ги негуваат со генерации и со право, зашто водите на лџите надалеку се познати според својата лековитост. Министерството за култура соопшти дека во тек е конзервацијата на бедемот на археолошкиот локалитет Баргала кај Штип. Се работи на четвртата делница од бедемот со должина од 22 метри. Во тек е конзервацијата на бедемот на археолошкиот локалитет Баргала кај Штип, финансиски подржан од Министерството за култура. Интензивно работат стручните екипи на Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј Штип на конзервација на 210 метарскиот североисточен бедем на овој значаен археолошкиот локалитет кој го има Македонија. Според планот, во тек е конзервацијата на четвртата дилница од бедемот во должина од 22 метри. Третата фаза од конзервацијата заврши минатата година, а беа конзервирани и реставрирани неколку важни наоди, меѓу кои печка за стакло и метал. Со ваквото работење се овозможува предпознатливоста на овој локалитет, а со тоа се зголемува и посетеноста. А во моментот археолозите од Штипскиот музеј работат и на други проекти, меѓу кои се истражување на објектот кој служел за верски обреди Екстрамурос, кој се наоѓа надвор од зидините на локалитетот Баргала, конзервација на 30 икони од црква Успенија на Пресвета Богородица, како и издавање на публикации од етнологијата, историјата и историјата на уметноста. Продолжува асфалтирањето на улиците во Штип. Денес започнаа работите на улицата Широк дол во населба Сењак. Ова е 13-та улица во Штип која добива нов асфалт, а неделова градежни активности за обнова на улици ќе има и во 3 градски населби. Од денес течат градежни зафати за асфалтирање на дел од улицата Широк дол во населбата Сењак. Станува збор за улица, односно сообраќајница во должина од околу 130 метри, вредноста на проектот околу 364.000 и воедно ова е 13-та сообраќајница која во изминатите 2 месеци се асфалтира. Претходно за време на викендот заврши асфалтирањето на крак од улицата Тодор Коларов во вредност од околу 713.000 денари, која што поминува околу Штипската болница. Како што и претходно најавивме, во следна фаза се асфалтирање на улицата Лески во населбата Баби, потоа на улиците во Долна Железничка, како и кракот од Радански пат кој што ќе води до основното училиште Гоце Делчев. И во Кочани се работи на уредување на патната инфраструктура. Започна асфалтирањето на улицата Теодосија Паунов од кружниот тек до крајот на автобуската станица. Оваа улица во градот долго време беше раскопувана, а тоа кај граѓаните на Кочани предизвикуваше нервоза, но сега до крајот на неделата ќе биде комплетно асфалтирана, изјави Владко Димитров од секторот за урбанизам на општина Кочани. Како што вети од општината, денеска започна асфалтирањето на дел од булеварот Теодосија Паунов од кружниот тек до крајот на автобуската станица. Активностите околу поставувањето на асфалтот целосно се очекува да бидат завршени до средината на оваа недела.
Се заврши поставувањето на атмосферска канализација на улица Тодосија Паунов. Граѓаните подолго време беа нервозни, бидејќи улицата беше доста раскопана, но еве денес, на задоволство на сите, се започна со реконструкција, асфалтирање на целокупната површина на дел од улицата Тодосија Паунов. Тоа е потегот од кружниот ток до крајот на автобуската постојка, на автобуската станица, а исто така еден поголем дел во широчина од 1,70 м ќе биде асфалтирана траката каде што беше поставена атмосферска канализација и каде што беше пропаднат асфалтот, тоа е на трошок на изведувачите. Па мислам дека денес ќе се заврши до крајот на автобуската, ово што е асфалтирањето на цялата широчина на улицата, а утре се надевам дека се заврши при останатиот дел. Квадратурата која сега ја асфалтираме со целосна широчина на улицата изнесува околу 1700 метри квадратни, а додека оној дел што е широчина од 1,70 м негде, реконструкцијата, тоа е околу 800 квадратни. Веќе утре ќе започнат активностите за асфалтирање на останатите оштетени делови од автобуската до основното училиште Мали Непопиванова. Ова е обврска на градежната фирма Жикол која ја градеше атмосферската канализација и истата со сопствени финансиски средства ќе асфалтира оваа делница од булеварот Тодосија Паунов. Комисијата за борба против трговија со луѓе во Штип имаше состанок за актуелните состојби со фреквенцијата на бегалци низ државата. Бегалците имаат право на 72 часовен престој во државата. Истокот не е зафатен со бранот на бегалци, но не е исклучена можноста да се појават и овде, заради што институциите треба да бидат подготвени. Не е исклучена можноста дека и Штип може да биде место каде што може да едноставно да дојдат бегалци кои што би можеле да престојуваат на територијата на нашата држава, односно на нашата општина. Законот кој што се донесе, најновиот закон, дава можност за престој на бегалците на територија на Македонија во рок од 72 часа, така што тие 72 часа значат нивно сместување, нивен престој, нивно движење на територијата на Република Македонија и така натам. Од друга страна пак и состојбата со бегалците кои што доаѓаат е навистина тешка и тоа го разгледуваме како прашање во однос на здравствената состојба на бегалците, немањето кров над глава, значи целта да исполнувањето на нивната цел да конечно стигне до некоја земја во Европската унија, сето тоа ги става ни во една тешка положба која што уште од самиот старт ги следи, уште од напуштањето на сопствената држава, така што навистина од хуман аспект треба да се излезе во пресрет на овие луѓе колку што може да се помогне. Две сообраќајни несреќи се случија утринава на подрачјето на СВР Штип. На 9-тиот километар на патот Штип-Радовиш се судрија автомобил и трактор, при што со лесни повреди се здоби 28 годишна штипјанка со иницијали ТС совозач во автомобилот. Во близина на село Аргулица, општина Карбенци, во сообраќајна несреќа е повреден 63 годишниот ИГ од Аргулица, кој управувал со моторцикл. До несреќата дошло при судир на моторциклот со автомобил. Општина Пехчево денес официјално најави дека се подготвени за 5-то јубилејно издание на фестивалот за дувачки оркестри Пехчево 2015, кој ќе се одржи од 10 до 13 јули. Ќе настапат голем број на естрадни македонски имиња, а главната атракција ќе биде надпреварот за дувачки оркестри и едносаемот. Пехчево е подготвено в петок да го отвори единствениот фестивал во Македонија посветен на дувачките оркестри. Ова денес на официјална пресконференција го најави организаторите. 5-то јубилејно издание на фестивалот на дувачки оркестри 2015 и оваа година ќе се одржи од 10 до 13 јули, а според очекувањата, организаторите се подготвени како добри домаќини да пречекаат над 30.000 гости. Имаме голем број на гости за време на фестивалот, музички естрадни звезди, како народни, така и забавни пејачи. Наши гости ќе бидат Викторија Лоба, Владко Илиевски, Јордан Митев, Миле Кузмановски, Дани. Исто така имаме голем број на диџеи како од Република Македонија, така и од соседна Република Бугарија. Голем број на културно-уметнички друштва од нашата земја, исто така и од Република Бугарија.
Ке настапат познати дувачки оркестри од Република Србија и од Република Бугарија. Градоначалникот Поповски вели дека со добра стратегија за туризмот, фестивалот и оваа година ќе донесе економски бенефит за општината, а највеќе за локалните угостители и туристички капацитети. Пред се многу ни е важна промоцијата на самото место, на нашиот крај, од причина што тековно и правиме и сме развиле веќе некоја стратегија за туризам. Јас би сакал сите да ги повикам сите гости заинтересирани кои што сакаат да слушнат звукот на трубата, звукот на дувачките оркестри, сите што се расположени за забава да дојдат да се почувствуваат убаво овие 4 дена во Пехчево. Главната атракција на фестивалот е надпреварот за дувачки оркестри, кои успешно секоја година ги надминуваат очекувањата на професионалност и квалитет. Мислам дека е редно да добие поддршка овој реномиран фестивал, бидејќи за фестивалот во Пекчево веќе се слуша низ цел свет. Знаете дека до сега прво наградениот и второ наградениот оркестар земаат директно учество во Гуча. Знаете дека овие 4 години буквално им ги собравме сите награди од Златна труба и најдобар оркестар. Морам да ги споменам. 2011, 2013 Демир Кантуровски ја освои Златната труба во Гуча. Многу добро влијание имаше врз нас со тоа што ние успеавме доста многу да се експонираме, нели? Финансиски организацијата на фестивалот е подкрепена од буџетот на општината, локални спонзори и Министерството за култура. В понеделник на последниот ден од фестивалот на празникот Павловден, кога општина Пехчево го празнува и денот на градот, ќе се одржи традиционалниот етно саем на кој ќе бидат поставени 30 на штандови со локални производи на храна и рачни изработки од Малешевијата. Пред спортскиот блок одиме на Осоговските планини, каде вчера се одржа 10-та меѓународна планинарска средба Руен 2015 во организација на еколошкото друштво Здравец од Македонска Каменица. Учество на средбата зедоа околу 400 планинари од целиот Балкан. 400 планинари од 10 планинарски друштва од целиот Балкан беа дел од традиционалната меѓугранична средба Руен на Осоговските планини. Оваа позната планинарска средба 10 години поред ја организира еколошкото друштво Здравец 2002 од Македонска Каменица, заедно со планинарско друштво од Крива Паланка и туристичкото друштво Согово од Кјустендил. И спортско-рекреативниот клуб Попо Делчево беше дел од овој друштвен собир со неколку своји планинари. Спортско-рекреативниот клуб Поп Делчево учествуваше по 10-ти пат на меѓународната средба планинарска на Руен 2015. На средбата учествуваат повеќе планинарски друштва од целиот Балкан и пошироко. Акцијата се спроведе во најдобар ред. Временските услови за акцијата беше феноменални, добри за планинарење. Голема дружба и од двете страни, и од македонската и од бугарската страна. Се во најдобар ред. На наредните активности на спортско-рекреативниот клуб Поп Делчево се на 12 прошетка по Осоговието по Никва 2015. Маршрутата на планинарската средба Руен беше долга околу 22 километри, која сите планинари во добри планинарски услови успешно ја совладаа. Грција драматично, неочекувано и сензационално ги отварали условите што ги бараа низините кредитори во замена за финансиска помош. Економистите предвидуваат дека сега има 75% шанси земјата да замине од еврозоната. Со повеќе од 3/4 изброени гласови, околу 62% грци гласале не, отворајќи уште едно поглавие во својата долга криза. 8 луѓе се убиени, а 41 се повредени во 33 вооружени инциденти што се случиле само во Чикаго за време на прославата на Денот на независноста на САД. Меѓу жртвите е и 7-годишно дете кое било застрелано во гради додека одело дома од местото каде што се прославувал празникот. Според полицијата, детето било застрелано со огнено оружје. Меѓу 8 жртви регистрирани се и 15-годишно девојче и 16-годишно момче. Над 1350 лица се евакуирани од своите домови во североисточната шпанска област Арагон поради пожар. Жителите на 5 села биле евакуирани, меѓу кои жители на дом за стари лица.
Тие биле однесени до соседни градови. Со огнената стихија се борат 500 пожарникари и 26 авиоцистерни. Веќе изгореле 2500 хектари шума, според Министерството за земјоделство и животна средина. Со надпреварот Бања и Карбенци вчера во Чешиново започнаа традиционалните линденски спортски игри 2015. За игрите своје обраќање имаше Јоже Јефтимов, советник на Советот на општина Чешиново Блешево, а игрите за отворени ги прогласи градоначалникот на Чешиново Блешево Костадин Личков. Горди сме што уште една година успеавме да ја зачуваме традицијата во одржување на илинденските спортски игри. Обстојувајќи долги години, игрите станаа обележие не само за нашата општина, туку пошироко во регионот. На овие терени се постигнаа многу успеси и се истакнаа многу имиња. И оваа година, како и во изминатите 43 години, се трудевме што подобро да го организираме турнирот кој обстојува долги години и ќе посакувам на екипите добре дојде и среќа и успех во надпреварите. Ве поканувам сите заедно да го проследиме надпреварот помеѓу меѓугодишниот првак Бање и Карбенци и со ова ги прогласуваме Илинденските игри Чешиново 2015 за отворени. Првиот надпревар од годинешните Илинденски спортски игри 2015 заслужено им припадна на играчите на Бање, кои беа подобри преку целиот надпревар и на крајот сосема заслужено ја совлада екипата на Карбенци со резултат 3:0. Младите пинг-понгари од клубот Винспин крунисаа уште еден успех во рамките на Павловденските турнири, освојувајќи ги првите 3 места. Денес традиционално во Виница, се одржа турнирот во пинг-понг покрај празникот Павловден. Заинтересираноста на младите пинг-понгари од ППК Винспин е се поголема. Денес докажаа дека нивниот напредок има голем развој и оваа сезона, 2015-2016 во втората македонска лига, очекуваме доста солидни резултати од нив. Напредуваат, се се конкурентни во самата лига, посветени се на пинг-понгот и очекуваме се поголеми резултати од истите. Вчера се одиграа и турнирите во баскет, а најдобри резултати постигнаа дружината на Вацко од Кочани, екипата на Агровин од Виница и трето место освои екипата на Винар. За најдобрите имаше награди кои ги обезбеди јавното предпријатие Винспорт. По повод празникот на градот, в недела за прв пат општина Виница во соработка со тенискиот клуб Торо Спорт организира и Павловденски турнир во тенис, на кој се очекува учество на 70 деца од клубови од Штип, Радовиш, Струмица и секако домаќинот Виница. Заврши дневникот, имајте пријатна вечер.